Во црквата Света Петка во Прилеп се одржа третиот поред Божиќен конкурс, на кој што своји литературни ликовни творби испратија над 400 дечиња поврзани со Христовото раѓање. Протоери Љупче Петрески, веде старешина при храмот, вели дека целта на овој конкурс е преку овие дела младите да ја осознаат смислата и радоста на Божик. За најдобрите творби се обезбедени и награди, а награди ќе добијат и сите учесници кои што се пријавени на конкурсот. Наградите ги обезбеди Прилепската компанија Витаминка и дел Храмот Света Петка. Целта на Божичниот конкурс од самиот почеток беше сосема конкретна и јасна. Преку креативноста и творечкиот израз на децата да им се доближе смислата и радоста на Божик, да им се доближат семејните вредности, љубовта, споделувањето и верата. Со оглед на бројот на пристигнати творби, уште повеќе со оглед на нивната креативност, на длабоката духовност, на искреноста и така натаму, сметаме дека целта не само што е постигната, туку е и надмината. Творбите беа оценувани од жири комисија составена од професори по ликовни предмети и македонски јазик, кои што имаа на вистина годинава тешка задача. Но на што нив ги израдувало и фасцинирало оваа година е тоа што бројот на деца кои што учествуваат бил се поголем и поголем, но и квалитетот на творбите од аспект на духовноста бил исто така далеку повреден. Оваа година во нивните творби владееше таа духовност. Значи, не го знаеле, не го разбираат Божик како Божик самоверски празник. Тие го разбираат нивното значење. Не се за нив сега Божик само на китената елка, богатата трпеза, подароците под елката. Во оваа тема, која што беше мојата божична приказна, секој од нив на свој начин го искажал она што го има во душата. А ние знаеме дека кои се тие морални вредности, љубовта, добрината, сплотеноста на едно семејство, давањето, примањето, простувањето, но сето тоа во едно, да бидеш свесен дека Божик не е само за тебе, да бидеш свесен дека има луѓе што страдаат, дека има болни деца, дека има војни и секакви несреќи на овој свет. И тие деца во сите своји творби покажуваат дека сочувствуваат со нив. Тоа е она најголемото. Темата на која што годинава твореа децата беше насловена Мојата Божикња приказна.